Градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов денеска ги посети учениците во општинското основно училиште Тошо Велков Пепето. Имаше можност да се дружи со нив, а воедно ги разгледа и реновираните простории во училиштето. Панов им посака успешна нова учебна година. Пред некое време јавно за медиумите кажав дека инспекцијските органи на локалната самоуправа и вработените направија увид на воспитно-образовните институции и утврдија дека навистина нивото е задоволително за отпочнување на школската година. Овој пат сакав јас лично да се убедам во таквата констатација и навистина го одбрав основното општинско училиште Тошо Велков Пепето, кое што и неодамна беше и наградено на ниво на Република, за да проверам дали епитетот кој што го добие е навистина оправдан. Вашите камери можеа да забележат дека навистина условите за учење на овие деца се идеални или да не кажам европски. Ги посетивме и ново реконструираните WC јазди кои што исто така имаат европски тон, меѓутоа најмногу учениците кои што пленат со присуство, со големиот број на ученици, со нивната активност, со уреденост, со уреденост на самата училница, со помагалата и така натаму. Така што еве ова е уште еден поттик до сите наши деца, до мајките, поготово до оние кои што доаѓаат од социјално загрозени семејства, да не очајуваат, односно да не го прекршуваат законот, да ги носат своите деца на училиште, не само заради тоа што училиштето е задолжително, туку за да му направат некоја добробит на своето дете. Направив и увид на тоа како е дворот, каква е хигиената и навистина еве ова училиште ги заслужува сите пофалби и го оправдува оној епитет даден од Републиката. Секако оваква или слична е состојбата со сите училишта во општина Кавадарци и ние ќе се трудиме како најбитно и како една од надлежностите на локалната самоуправа, а тоа е образованието, да секогаш акцентот го ставаме прво на образованието, после на се друго. Општинското основно училиште Тошо Велков Пепето доби и државна награда за едно од најсредените училишта во земјава. Директорката Ѓурѓица Алексова во изјавата за медиумите искажа благодарност до локалната самоуправа и градоначалникот за поддршката што ја добива училиштето. Ние се стремиме учениците во училиштево да имат пријатен пристој, се со цел да се чувствуваат пријатно, да имаат едно топло каче во кое што пристојот ќе им биде топол заедно со учениците и наставниците. Би сакала тука да истакнам голема благодарност до градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Александар Панов, и до локална самоуправа, кој што ни овозможи средства за реконструкција на училиштево, истото што го кажав, се со цел училиштево да биде топло каче.